Владата денеска го почнала процесот за издавање нова еврообврзница. Според се уште непотврдени информации, 6-годишната еврообврзница се издава со максимална камата од 4,5%, а процесот го водат Citigroup, Erste Group, Deutsche Bank и JP Morgan. Процесот треба да се заокружи на 3 јуни. Владата претходно најави дека ќе позајми најмногу 800 милиони евра. Техничкиот премиер Спасовски е уверен дека и покрај недостатокот на свежи пари, интересот кај инвеститорите ќе биде голем. Со парите треба да се покрие буџетскиот дефицит и државата полесно да се справи со корона кризата. Се уште е рано да кажеме, значи започна постапката, во текот на денот се прават сите анализи, подготовки, разговори и така натаму, и на основа на тоа ќе можеме да имаме и подетални информации. Јас очекувам дека ќе имаме успех во овој. Владата се уште не ги донесе ниту уредбите со кои треба да се уреди помошта која граѓаните и фирмите треба да ја добијат преку третиот пакет мерки. Од владата велат дека уредбата за платежните картички треба да се донесе денеска или утре, а за ваучерите до истекот на вонредната состојба. Некои од уредбите веќе помина вчера, секако надлежните министерства ќе излезат и ќе си објават. Мислам дека имаше и соопштение вчера од некои од нив. Денеска исто така имаме седница на влада. После седницата на влада ќе излезат надлежните институции и ќе кажа така да тековно ги носиме уредбите и секој од нив си го зазема текот на незина имплементација. Странските инвеститори побараа владата да ги прошири мерките и да им помогне, бидејќи многу малку фирми искористиле помош од државата. Алармираат дека цела автомобилска индустрија е погодена и дека едва ги исполнуваат обврските и кон клиентите и кон вработените. Од владата велат дека ќе ги разгледаат барањата за целосни грантови, субвенции за плати, 6-месечен мораториум за обврските кои произлегуваат од договорите за државна помош, како и за усогласување на царинските стапки.